Сеќавањето и спомените не се само духовен и идеен трак од едно живење, без разлика дали зборуваме за индивидуално или за колективен соживот. Сеќавањето и спомените се пренесуваат генерацијски преку своето усно сведоштво, меѓутоа исто така постои и цивилизацијски, односно материјализиран трак од едно историско време кој треба да не потсети за значајни настани кои што се дел од градењето на идентитетот на секое човечко суштество, меѓутоа и на еден народ. Токму затоа денешната емисија Мој збор ја посветуваме на српските споменици во Македонија. Ги има навистина многу, ќе се изненадите кои се српски споменици се присутни на територијата на Македонија, но ќе позборуваме и за тоа во каква состојба се тие и што треба да направи заедницата, меѓутоа и државните институции се со цел да ги одржуваат и да го чуваат вечниот спомен на значајните историски настани, спомениците како мост помеѓу културите, народите и цивилизациите. Останете со нас во продолжение и проследете го мојот денешен разговор со Саша Ристиќ. Саша, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш учесник во емисијата Мој збор. Денес имаме доста интересна тема. Зборуваме за култура на долгогодишно пријателство и можам да кажам традиција на една мирољубива соработка и културен мост што се подига помеѓу две култури и два народа. Тоа се српскиот и македонскиот народ. Покомпетентно лице од тебе за говор за српската култура, конкретно изразена и материјализирана преку спомениците, српските споменици од Македонија не можев да најдам, така што ти благодарам што денеска ќе одвоиш време и за нашите гледачи да објасниш малку повеќе за тоа што се сочинуваат спомениците, српските споменици практично во Македонија. За почеток, ајде хронолошки, историски да почнеме, како што е редот. Од кој период најчесто датираат спомениците, српските споменици во Македонија? Обично некоја претпоставка лаичка е дека тоа е негде околу Втората светска војна, после Втората светска војна, меѓутоа ти ќе ме демантираш, верувам дека има и споменици кои што датираат од многу претходно, токму поради тоа таа сродност и блискост помеѓу двата народа. Ви благодарам на убавите зборови, иако мојата стручност е мало во однос на сите оние експерти и луѓе кои што се бават со одредени проблематики, особено со одредени периоди вековни, кои ја многу ги почитувам, меѓу кои е и професорката Јасмина Сачирич и многу други, да не ги набројам во овој момент. Иако, како што вие самите наведовте, дека историските врзувања за историјата на србите е од 20 век, како што во некои кругови се говори и најчесто се сеќаваат луѓето, но за жал или за некој за среќа вако не е тоа така, бидејќи историјата на србите на Балканот е вековна. Тука ако го земеме периодот, средновековниот период, каде што сведочат и голем број цркви кои што се на територија на Македонија, а и пошироко сега во Грција или во Албанија или во Бугарија, кои што се од периодите на Немањичи, на краљ Милутин, на цар Душан и така натаму. Она што е многу битно да се знае дека цар Душан пред да се постане цар, се прогласил во Сер, кој е градот Сер во Грчка, се прогласил за цар, а се крунисал во Скопје. И ова тврдина која што ние ја викаме кале по турски, иако кај нас православците и кај словените ние немаме таков збор, тој е настанат во време на Отоманската империја. Таа е Душанова тврđава, мислим ли тврдина, и камениот мост што ние камен го викаме, каде што немаме никаков назив на камен таков нигде во светот, тој е Душанов мост. Сепак таа комуникација во градов и околината морала да биде со некој мост помеѓу таа тврдина и останатиот дел на тогашното Скопје кое постоело во овие краеви. Мора да се каже и еден податок дека во село Љуботен постои црква Свети Никола, каде што е една од најголемите фрески на
крал Душан, намерно потенциран крал затоа што тоа е фреска од времето кога он бил крал. Значи, тука е со неговата сопруга и синот, значи, кој е во фрескописот кој што е во село Љуботен. И таа е една од двете цркви која постоела во Љуботен, која е зачувана и ден денеска. И иако е во лоша состојба, но се трудат луѓето кои што се од тој крај да ја одржуваат и да зачуваат, направиле потпорен зид и така натаму, со секоја похвала се. Спомнавме дека материјалното сведоштво на српските споменици во Македонија главно се врзува и со присуството на голем број на цркви. Некои за широката јавност се познати, меѓутоа некои, ете како што рече ти, не се одржувани, можеби не се во добра состојба, има некои остатоци и така натаму, затоа и широката јавност не ги запознала затоа што можеби и не се во употреба. Ти ќе ми исправиш подобро, ќе ми кажеш. Веќе спомнавме дека капиталните споменици кои што се врзуваат со символот на идентитетот на Скопје, како што се камениот мост, впрочем, од Душановото време и самата тврдина. Дали постојат и некои други многу значајни вака споменици кои што ги имаме тука на територија на Македонија, а веќе се сведоштво за културата на еден народ, за историјата на еден народ, а тоа е нели нормално денешната емисија посветуваме на српскиот народ. Кои се тие споменици кои што се познати или помалку познати за македонската јавност? Од периодот, говориме за црквени споменици, значи кои што датираат од време на Немањичи, значи поприлично се многу и тие не се во голем дел, да речеме, не се заборавени или не се празни на некој начин. Да ги спомнеме, вако, тој е Лесновскиот манастир, значи да ги спомнеме Свети Никита, Свети Никола болнички, Света Богородица болничка во Охрид, Светог Ѓорѓе у Старо Нагоричане, црква Пресвета Богородица во Матејче. Тоа е манастир кој за жал е во катастрофална ситуација, со оглед на тоа дека е уништен во периодот на ратните действија кои беа во Македонија. Конаците се во очен, мислим, буквално се останати зидови. Самата црква внатре е опустошена и е во катастрофално стање. Почната е поставување на кров, колку што ја знам, нов кров кој што претходно бил отстранет, уништен или украден. Но и најнова информација која што ја добивме дека и тука постои проблем сега со новото поставување на кровот, а најновото оскрнавување на самата црква или уништување е самото копање во самата црква, во внатрешниот дел, во десниот дел од самата црква, каде што се ископувале веројатно барајки некакви ретки предмети кои што се карактеристични, мислам за таков тип на цркви каде што се закупувале властелини и светилица во самата црква. За жал, државата од тие ратни действија до ден денеска ништо не преземала во врска со тој манастир. Иако тоа е едно од најзначајните, иако тоа е еден од најзначајните манастири кои што постојат на Балканов. Во самата градба, во самата големина, значи со самите карактеристики кои ги представува самата градба на таа црква. Треба да напоменеме дека и тој манастир долго време беше и како еден вид начин каде што основците и средношколците одеа и се припрема, беа на некои спортски активности кои престојува во самиот тој манастир, значи во тој период. И треба да кажеме дека тоа е поврзано со една одлука помеѓу Белјаковски манастир и црквата и манастирот во Матејче, одлуката која во тогашните власти биле дали да биде како спортско-рекреативен дел. Белјаковски манастир паднала одлуката да биде
манастирот Пресвета Богородица во Матечи. И тука, поред тоа, во самото село е и црквата Свети Ѓорѓе, ако не грешам, која исто така е во катастрофална состојба. Во околина на Скопје треба да ги споменеме дека се Свети Андреја Првозванак, тој е во Матка, значи во Марков манастир, црквата Свети Стефан во Конче, значи Свети Никола во Псача, тука е Свети Никола во Љуботен, вакво веќе ја спомнав, и манастирите кои што ги спомнав, црквите кои што ги спомнав во Охридскиот дел, кои се од периодот на Немањичи. За секој од овие манастири ми може да одвоиме по цела емисија. Мислам, само сега вака ги набројувам, мислам, на некој начин. Оно што доста интересно, кога зборуваме за концентрацијата на спомениците кои датираат од српскиот период и кои што се врзани на некој начин или со српските владетели или со српскиот народ, имаме некоја одредница географска која што го детерминира поголемото присуство. Еве спомнавме Куманово, го спомнавме како подречје каде што има доста голем број на српски споменици, го спомнавме и Скопје. Тоа е тој северен дел од Македонија кој што веројатно поради географската блискост се остварила и некоја културна трага во Македонија, меѓутоа дали овој впечаток е точен или сепак и во другите останати предели на Македонија, во останати градови може да се најдат и значајни српски споменици кои што се лоцирани во Македонија. Па, како што веќе кажете, мислам, да, се добива впечаток дека само во одредени делови се концентрирани Срби и дека само тој дел постојат, а на други делови не е, но мора да напоменеме со оглед на тоа дека веќе го спомнавме цар Душан, да разбереме големината на тоа царство кокаво било, дека царството на територијата која офаќала била до Атина, без Антина, значи тоа спаѓало во царството на Душан, како што и спаѓала целокупна Света Гора и други делови кои што офаќаат, тоа е огромна територија сама по себе. Така да, белезите на каде живеат и каде функционирале србите е поприлично широко подрачје. Да споменеме дека во Грчка, во близина на планината Олим, постои населено место кое се зове Сербија. Значи, тоа е град кој постои. Значи, топоним кој ден денеска функционира во денешни современи вакво информации и функционирање. Значи, тој топоним и ден денеска, како што постојат топоними и во други делови од Грчка, како и во Албанија и други делови кои што живеале и живеат и ден денеска Срби. Еден од податоците кои што секогаш сакам да го кажам и поставам прашање вако дали знаете каде е реката Марица и зашто е значајна реката Марица во суштина. И најчесто добивам дека тоа е некоја река која е во Шумадија, например, или во некои други делови, но мора да разбереме дека Маричка река Марица се наоѓа према Истанбул, значи и тоа е една од најзначајните битки кои што се одвиваат со намера, иако е таа трагично завршена по тогашните владетели, е една од најзначајните затоа што е со намера да се запре продорот на османлиите на Балканот. И ден денеска во тој крај православната грчка црква ги празнува тогашните владетели и војсководци како свети, значи затоа што се борци за заштита на целокупното православие на Балканот. Така да тогашните ингеренции на Србија како држава биле многу пошироки, мислам и територијално, ако говориме за среден век. Оно што го спомнавте дека впечатокот е дека во 20 век, значи дека се најчесто се споменува и се поврзува српството во Македонија, еден
кога зборуваме веќе за споменици, еден од најзначајните културни и најбитни споменици во Македонија, кој што и ден денеска постои, кој обележа 100 години постоење, а тоа е Филозофскиот факултет во Македонија, кој што е основан на иницијатива, као идеја е почнато 1913 на тогашниот министр за просвета во Краљевство на срби, хрвати и словенци. Вакво, да, таа идеја се реализира подоцна, бидејќи настанале ратни действија по Балкански ратови, Први светски рат и другите окупации кои што биле на тогашната држава. И тоа се пролонгирало све до 1919 година, каде таа идеја заедно со тогашниот ректор на Београдскиот универзитет, кој што бил еден од најголемите поборници за воспоставување на универзитет во Македонија, таа идеја подоцна е преточена во указ кој што е потпишан од страна на крал Александар, регант во тоа време Александар, и тоа е почетокот на формирање на Филозофскиот факултет во Македонија. Тоа е една од најбитните работи кои што србите остават кај својот народ. Значи, и тоа е, мора да напоменеме дека е најстариот универзитет помеѓу Атина и Београд. Солунскиот универзитет е 1925, а Скопскиот универзитет е 1920 година. Што символизираат српските споменици во Македонија? Она што можам да го кажам како општ генерален впечаток на јавноста и во име на македонската хетерогена јавност, секако ќе се оградам од тие изолирани случаи на кои што не сум сведочела, меѓутоа е дека постои некоја пријателска нишка која што ги поврзува српскиот и македонскиот народ, и секогаш на српските споменици во Македонија се гледа со една посебна негувачка култура. Го нема оној дел фашистички окупатор или некоја детерминанта која што условува некаков окупаторски однос помеѓу двата народа или суперординиран моќнички однос, баш е некако однос на помеѓу еднаквите кога зборуваме за српскиот и македонскиот народ, а тоа се согледува и во односот на македонскиот народ кон и македонските граѓани кон српските споменици. Што символизираат и како се прифаќаат спомениците од српско време во Македонија? Со оглед на поврзаноста на целокупниот народ, уште пред Немањичите, пред Немањичи као династија, и цар Душан, кој е од среден век до ден денеска, тоа се братски поврзани, братски, сестрински, роднински, како год ние гледале на тоа, тие се најјаките врски кои постојат помеѓу целокупниот народ, што се гледа од Сент Андреа горе до буквално до Солун или до Атина. Значи, кои што се врски кога ќе погледнеме подлабоко, тие се итекако јаки врски кои тешко може да се избришат. Иако со текот на времето доаѓале разноразни провокации, разноразни ратнички и освојувачки периоди. Тука сме биле и под самата Отоманска империја, понатаму во склопот во тие периоди функционирале и на некој начин бугарската езархија, која што на некој начин пробувале преку црквата и другите едукативни организации кои што постоеле во Македонија да влијаат на населението или на начинот на кој што функционираат народот и овој народ кој што е братски, говориме дали македонски или е српски. Мора да кажеме и за некои работи кои што се десиле во новата историја, тоа е од 1900 па навака. Мора да кажеме дека ние србите секога сме биле браќа или братски со нашите
браќа од Бугарија, например, како држава и како народ, се додека не сме овако биле погазени и овако прекршени одредени договори кои што биле како сојузници во одредено време. Мора да потенцираме дека во ослободувањето од османлиите, дека Србија била во сојузништво со Бугарија, со Грција, со Црна Гора и со други држави, за заеднички да се ослободат од петвековното робство. Мора да кажеме дека благодарение на српската војска и тогашните власти во еден дел од Османската империја, говориме за делот Едрене или како го нарекуваат, кој што во ослободувањето припаднал на Бугарија, но од непринципиелноста на тогашните бугарски власти, на непочитување на тој договор кој што го имале помеѓу сојузниците, каде што во случај да биде Србија нападната од некои други поголеми сили, као што е во тогашното време Австро-Унгарија, требала да ја помогне Србија со своја војска на границите кои што се во северниот дел, каде што гравитираат према Австро-Унгарија. Србија во тој период и го ослободила делот кој што се однесува кај Скадар и Драч, кој што требало да припадне на Србија, но под притисок на Австро-Унгарија, притисокот се знае дека е бил со војска и напаѓање и се останато, но од непочитување од страна на бугарската страна, Србија се повлекува од тој дел и го остава на денешна Албанија како Албанија. Намерно говорам во некои ставки за да дојдеме до другиот дел каде што се однесува на спомениците кои што се во Македонија. Потоа следат периоди каде што Бугарија незадоволна од својата поделба пробува да добие додатни територии и во тие времиња каде што се спремале за рат, иако многумина и од страна на Србија и од страна, збориме на официрски делови, не верувале дека ќе завојуваат бидејќи претходно биле сојузници, се десила Брегалничка битка, која е една од најзначајните битки за денешна современа Македонија, со оглед на тоа дека таа битка, која е на некои 70 километри фронт, ја дефинира денешната граница на Република Македонија. Без таа битка, која нормално, ако тогашните сили, збориме Србија, Романија и Грција, вако издвојувале таа победа која вакво во однос на Бугарија, која била еден од непринципиелните сојузници кои што ги показале сите оние договори кои што ги имале претходно. Благодарение на таа битка и на понатамошните договори, Србија го добива овој дел кој што денеска гравитира во Република Македонија, Румунија одреден дел, Грција нормално и нормално Бугарија искача како губитник во целата таа поделба, за да понатамо во Втори светски рат дојдеме до, тоест во Први светски рат во тие окупации доаѓа до доста крвави и злочински вакво направени ситуации. Мора да ги споменеме, сега денеска се прогласени за свети сурдулички мученици, каде што имаме огромни јами, каде што православното население, кој што се изјаснувале како Срби и вако, а не бугари, вако биле колјани и убивани на страшно свиреп начин. Тој дел е вако, мораме да го поврземе и со луѓето кои што биле собирани буквално од Охрид и други делови на Македонија и буквално носени во Сурдулица и убивани тамо. Мораме да ги споменеме и масакрат во Пореч, вако што е во Македонија.
и во другите краеви на Македонија, кој што Валандовскиот, значи покој кој што се случувал секогаш на некои празници или значајни датуми за православието. Тие злодела во Втори светски рат бугарите пробале да едноставно го избришат од трагот на оваа територија и затоа еден голем број на споменици се уништени. Мора да споменеме спомен костурници кои што се 3 спомен костурници во Штип. Едната е на Брдо Каленица, значи на самиот влез во Штип, каде што сега во денешно време се наоѓа метеоролошката станица. Другата спомен костурница со коски од војници се наоѓала во пазарот, така го вика тој дел во Штип, и третата се уште немаме локација каде се наоѓала. Такви спомен костурници постојат и во Куманово, мора да го споменеме, тука еден од најзначајните споменици кој што е дело на познатиот автор Момир Коруновиќ, а тој е Зебренјак, значи кој што е едно од највисоките коли споменик за ослободување на овој дел од Македонија, тоест тогаш ја викале Стара Србија, од османиите. Значи, тој едноставно бришење на едно сеќавање, гробови, скренавање и кршење, мислам, еден чин кој што не доликува на било која нација, националност или вероисповест. Јас секогаш сум бил против тоа да било која националност, припадност или вероисповест да во тие делови да биде бришена или уништувана. Исто така треба да го споменеме споменикот во Охрид, во местноста нарекувана Рамне, каде што се заклани 400 регрути кои што биле на школување тогашната армија на Југославија, била Крајство Југославија, била поморница вако или школа која била во Охрид. Тие лица биле поставени тамо и на повлекување на српската армија, едноставно тие деца биле прелажани, значи биле во болниците кои што се наоѓале во делот каде што е манастирот Свети Наум, и од тука прелажени донесени у местноста Велестово, кај село Велестово, каде што на свиреп начин во ватарот на една црква биле прво убивани додека имале муниција, а понатаму колјани или убивани со други орудија кои што ги имале во своите раце. И тој, нажалост, во Втори светски рат е порушен од страна на бугарска агентура и вако денеска не постои. Иако тој бил голем, едно 13 метри висина со бел мермер од плетвар. На осветувањето бил сега прогласен Свети Николај Охридски и Жички, на осветување на самата спомен костурница, и ден денеска постои постамент во кој што се наоѓаат коските на 400 српски деца заклани во тој дел. Сега многумина ќе речат и постои една таква скепса општа помеѓу интелектуалците во однос на историската наука, велики дека историската наука, а ми се чини дека тоа е судбина и на другите општествени науки, е прашање на вредносно толкување и дека ние сме секогаш субјект ориентирани кон материјалните сведоштва и фактите, дека фактите сами по себе немаат некоја објективна неутралност, туку ние им ја препишуваме и токму поради тоа се вели, нели, историјата ја толкуваат победниците или ја пишуваат победниците, или секој народ се толкува пристрасно својата историја. Меѓутоа, мораме да ја признаеме и оптимистички да ја завршиме емисијата. Заложбата на современата македонска држава, баш споменикот кој што го спомнавте во Кумановско, во Зебрњак, е реставриран неодамна и беше во катастрофално лоша ситуација. Сега работите се малку подобрени и мислам дека самата држава и Македонија и Србија работат на, да кажам, очувување на тој остаток од спомениците, може се малку на броеве. Слушнавме од тебе историски дека голем дел и се
срушени спомените на многу случувања кои што се врзани со српскиот народ и српската историја во Македонија, меѓутоа тоа што останато, мислам дека има некој позитивен однос на двете држави кон зачувување и на српските споменици во Македонија и на македонските споменици во Србија. Се согласуваш дека државата доволно вложува или сепак мислиш дека треба да се обрне малку поголемо внимание и во однос на културното наследство на србите, како ако нели во малцинските споменици и култура вложуваме, тогаш ајде да ги истакнеме и овие работи, затоа што навистина српската култура е многу значаен дел од целокупната мултикултурна домицилна култура што владее во Македонија. Точно е дека од оно што сте го забележале, дека одредени активности постоеле во времето, мислам постојат и наназад со децении, уште во време на Југославија, на одредени споменици, интервенции кои што ги работеле, и соработките на тогашните заводи кои што постојат во Република Македонија и Република Србија, и меморандуми за соработка уште во време на Југославија, иако тоа било кој една држава, али нормално заводите како заводи биле посебни институции. И денеска постоела санација, например, на споменикот за Брњак, иако по наше мислење и мислење на членовите на нашето здружение и на други здруженија со кои што комуницираме, дека тој споменик треба да се обнови, со оглед на тоа дека тој споменик представува символ на ослободување на Македонија од Отоманската империја. Тоа е символ на слобода, значи на побор, мислам, борба на една војска, а и поддршка на еден народ кој што се ослободил од вековно робство. Така да тој, кога зборуваме за споменикот за Брњак, тој треба да реално да се обнови, иако сега направен асфалтиран некој пат до тамо, но треба да се среди целокупната средина, со оглед на тоа дека во близината постои еден каменолом кој што и ден денеска оперативен, а влијае на славниот споменик. Влијае и од аспект на самиот поглед, дека секој споменик околината треба да биде значен, да има секој тие споменици, секојаш кога се правеле, се планирало во која околина се поставува, за да едноставно и самата околина, природата, го има своето значење и да тој споменик добие во величина онаква како што треба да има. Кога зборуваме за останатите, веќе го спомнавме манастирот Матеиче, до самиот манастир мора да кажеме дека патот е катастрофален. Тој треба да се направи. Верувам дека во Македонија, а и со поддршка и од Србија, дека тој пат може и да се асфалтира и да се направи така како што треба, за да сите оние обележувања кои што и ден денеска се обележуваат таму, иако е во такво состојба, да бидат на поцивилизиран начин. Со оглед на тоа дека патиштата се основна работа која што треба да ги имаме. Се надеваме дека конаците таму ќе се обноват, дека ќе се постави современа технологија која што ќе значи снимање на тие манастири, за да не доаѓаме во ситуација да некој копа во самите манастири и ги оштетува на било кој начин. Се надеваме дека и споменикот 400-1915, како што е насловот во Охрид, дека ќе се обнови. Сепак е тој, без разлика кој што направил во историјата, тој треба да биде споменик на помирување помеѓу народите кои што постојат на Балканот и било кој човек кој што доаѓа на тоа место да едноставно согледа што не треба да правиме во иднина и против кого треба да се бориме. Тука треба да се поклонат и срби, и македонци, и бугари, и грци, сепак се работи за деца рекрути. Тука треба да имаме организирани наставно научни настани кои што ќе бидат поддржани од основните школи и од средношколците, да може да има посети на школи кои што се од Србија или од регионот или и од самите школи кои што се наоѓаат во нашата држава. А и останатите споменици кои што представуваат, без разлика дали се тоа српски или на припадност на друга националност, треба ние да имаме посебно внимание и
пажња, значи према тие и да ги негуваме затоа што ние како држава ќе бидеме богата оноко колку што ние имаме историја која што е напишана. И постојат држави во светот кои што се као ново формирани или едноставно го уништиле своето наследство и сега денеска имате макети на тие места. А ние имаме таква богата историја која што едноставно ние како држава треба да се грижиме за поколенијата кои што идат после нас. Мислам дека емисијата можеме и да ја завршиме со таа дидактичка порака што и ти ја сподели на крајот на твојот одговор, а тоа е дека цивилизацијската вредност, свест и самосвест, тоа е многу битно да го кажеме, на еден народ се цени токму по тоа колку ги цени спомениците, затоа што спомениците се дел од едно сеќавање, од една историја, меѓутоа и запознавање на самите нас и како индивидуи и како колективитети, а целата идеја на постоењето, сократовски ова да го кажам, е токму да се спознаеме самите себе си. Ти благодарам за твоето денешно учество и гостување и ти благодарам што ни објасни толку многу работи за нашето опкружување. Благодарам на поканата. Во секој време. Ако сакате да дознаете за еден човек колку е цивилизиран, меѓутоа и за една нација колкав е незиниот степен на цивилизираност, тогаш треба да ги согледате односите на поединецот или на културата и нацијата кон спомениците. Без разлика на тоа што велиме тоа се српски споменици или споменици на некоја друга националност или етничка група на територијата на Македонија, тие представуваат силен показател за заедничка доверба, соживот и заедничка историја која што ја делат културите и нациите на Балканот. Вие го следевте мојот денешен разговор со Саша Ристиќ. Зборувавме за спомениците и за нивниот неизбришлив трак од минатото кој што не потсетува на важни настани во сегашноста и можеби ни го детерминира патот кон иднината, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам убава работна недела. Се гледаме!